Почитувани, Македонија се гуши во силни криминални стеги. Секоја пора во општеството е силно криминализирана преку активно учество на власта. Нема граѓанин кој не е согласен со фактот дека криминалците устануваат неказнети и дека нема правда. А отсуство на правда значи присуство на неправда. Сето ова покажува дека нема правен систем кој ќе се спротивстави на криминалниот октопод кој силно ја гуши Македонија. Овде не се работи за политика, туку за струшен систем, за силно вклучен црвен аларм кој кажува дека власта ја краде државата, а правниот систем е целосно девастиран. И ова битка не е само моја, ниту само на ВМРО ДПМН, туку и на секоја слободна индивидуа во земјата, на професорите, интелектуалците, работниците, земјоделците, докторите, академиците, но и на новинарите. Затоа што и вие од фелата знаете дека имаме работа со голема корумпирана фабрика, составена од мал број платени пера, а ставена во функција на утргнување на вниманието од вистинските проблеми и афери. Погледнете ја последната афера Вирус, каде бизнисмен јавно признава дека од Агенцијата за лекови му било барано мито за да може да увезува лек. А имаме целосен молк од државата. Владата целосно молчи, ама молчат и најповиканите во земјава, органите на прогонот и обвинителството. Пред очи ни се случуваат скандали и матни тендери. И не само што нема обвинение, болката е што нема ниту истрага. Секоја нова афера и скандал е поголем од претходниот. Нема разрешница ниту за скандалот, кој самите го објавија за наводното прислушкување на обвинители. Нема истрага ниту за криминалните иновации. Нема истрага ниту за градоначалникот кој тепаше вработен во својата канцеларија. За пратеникот кој набавуваше недозволена субстанца, кој наместо во обвинителство шета како аналитичар по телевизиите. Нема истрага за набавката на системот за контрола на летање, ниту пак за тендерот за хеликоптерите, за кој никој се уште не му е јасно каде е економската логика за работа на овој проект. Освен се разбира, парите за кои има сомнеж дека треба да завршат во приватни џебови. За пуштањето од притвор на Катица, за одговорноста за бегство на убиецот на Нешковски и редица други. И токму во овие моменти кога силно одзвонуваат овие прашања, власта на маса ја става темата со Уставниот суд. Ова е тема која исклучиво му одговара на Заев и СДСМ, за да се вратат старите теми и да не се одговара за актуелните скандали. Да се разбуди чувство и сентимент кај оние кои бараа правда, а сега гледаат дека никако не може да ја добијат со оваа власт. Или што би се рекло, нема правда, нема мир. Темата со амнестијата личи на местенка од власта, наметната со типично удбашки методи. Ова тука не е политика, туку валка на игра на шака криминалци и разни провладени организации кои свесно или несвесно се налепија на оваа измама. И секој кој има дилеми, нека се запраша една едноставна работа. Како е можно Уставниот суд да не изгласа и расправа за ниту една иницијатива поврзана со СЕО, или како е можно цели 3 години ова иницијатива да се држи во фиока, а токму сега, на неколку месеци пред избори, во време кога власта е жива фатена во скандали и криминали, сето ова да стане тема во јавноста и да се стави на дневен ред. Јас ја знам вистината. А тоа е стравот на Заев од пораз на изборите и соочување со одговорноста. Заев и СДСМ ја наметнуваат темата за Уставен суд затоа што прават подготовка на терен за некоја идна аболиција на заевци и луѓето од власта која треба да се испорачи од Пендаровски, а кои се плашат од одговорноста за аферите сега. Како еден вид за доцната испорака од власта за услуги кај дел од луѓето добиени за чекорите превземени во изминатите месеци. Но треба да знаат дека сите до еден од власта, оние вмешани во рекет 1, 2, па и во наредните продолженија, аферата Кеш, оние во криминалните тендери и афери, и сите оние кои сега или порано се огрешиле спрема законот, дека јас аболиција не поддржувам и компромиси со правдата не правам. Темата со Уставниот суд покажува дека мора да има механизми за заштита од злоупотреба на амнестијата како алатка. Бидејќи јас не може да зборувам
за принципи во политиката, кога ќе станува збор за правдата да виткам кичма како Заев, тоа од мене не треба никој да го очекува. И токму затоа ја користам оваа прилика од името на ВМРО ДПМН да побарам следно. Прво барање, да се направат законски измени со кои ќе се забрани секое лице кое ќе добие амнестија да се занимава со политика или да врши јавна дејност во државата. Второ, да се отвори дебата, да се консултира правната фела и да се донесат решенија во насока на забрана за аболиција на лица кои се занимавале со политика, бидејќи уште во 2008 година и случајот Глобал се покажа дека правдата кај нас се изигрува преку несовесно давање на амнестија. Очекувам ова да биде прифатено и од страна на СДСМ и Зоран Заев. Наместо со замки и удбашки методи да прифатат принципи и вредности. Македонија не верува во амнести, Македонија верува во правда и принципи. Мора да создадеме систем кој независно ќе суди, ќе докажува криминал и ќе има одговорност за сите кои докажано се огрешиле кон законите и уставот. Ви благодарам. Повелете, ако има прашања, стојам на располагање. Поддржите автентичното толкување во собранието и како ја коментирате одлуката на Уставниот суд во среда да ја стави амнестијата за обвинетите за 27 април? Сето на кое што беше дел од денешната пресконференција ќе биде дел од одговорот на вашето прашање. ВМРО ДПМН и јас лично не поддржуваме амнестија и во таа насока ќе ги поддржиме сите оние процеси кои што ќе бидат содржани во овие наши две барања кои што денеска ги соопштив. Првото е сите оние кои што на ваков или таков начин добиле во политиката амнестија да не се занимаваат со политика, и второто барање од овој момент па натаму амнестијата да воопшто и не постои во Македонија, посебно за лица кои што се занимаваат со политика. За второто прашање за 27 април. Поврзано со Што мислите, зошто токму сега е ставена на дневен ред Уставниот суд и Па јас токму тоа го зборував на денешната пресконференција. Власта фатена во сите овие криминални афери кои што се дел од секојдневието на македонските граѓани. Власта фатена до гуша во криминал, сака да го дивергира јавното мислење и нормално е да позади завесата едно прави, а пред јавноста друго прави, стимулира теми кои што наистина се карактеристични само за нив, и во таа насока предпоставувам дека и оваа тема е на дневен ред на уставните суди. Одлуките не би ги коментирал, тоа е нивна одлука, но се разбира дека намената, политичката цел на сето ова е да се дивергира вниманието од вистинските криминали кои што се содржани во сите овие афери кои што денеска јавноста е сведок и ги слуша. Ги споменавте и зборите во контекст на сето ова што го изнесовте. Слушаме од власта во последно време повторно изнесување на маса на тезата за можно одложување поради случувањата во Шпанија. Дали ВМРО ДПМН би прифатило одложување на парламентарните избори? Дали, каков е вашиот став на оваа тема? Дали гласањето на протоколот за НАТО во Шпанија може да значи одложување на изборите? Исплашени се плашат, знаат дека губат, и знаат дека губат катастрофално, и тоа ќе се случи на 12 април 2020, па сега се обидуваат шверцерски на мала врата да протулкаат некакво одложување, со изговор дека еве нератификувањето, идното можно нератификување во рамките на шпанскиот парламент ќе било некаква пречка, и во име на тоа ќе предложам до пратениците во текот на следната недела да до собранието достават иницијатива за ратификување на протоколот со одложено дејство. По принципот на тоа што го направи една друга членка на НАТО алијансата, тоа е Црна Гора, која што го ратификуваше протоколот пред тој да биде ратификуван во Соединетите Американски држави. Ајде да видиме дали пратеничката група на СДСМ, дали Зоран Заев се плашат од катастрофата што ќе им се случи на 12 април, свесни дека ништо не направија овие 3 години, или пак навистина сакаат Македонија да биде членка во НАТО алијансата и еден ден да бидеме дел од Европската унија. Следната недела пратеничката група на ВМРО ДПМН ќе поднесе иницијатива во рамките на собранието за предвремено ратификување на протоколот, и со тоа предвремено ратификување на протоколот ќе имаме одложено дејство, кое што ќе биде полноправно,
оној момент кога сите останати 29 членки ќе завршат таа процедура по принципот на тоа што го направи Црна Гора во минатото, односно го ратификуваше договорот пред протоколот, се извинувам, пред и официјално Американскиот конгрес и Сенат да ја завршат процедурата. Мицковски, председателот на државата Пендаровски во интервјуто за Бугарската национална агенција БГНЕС вели дека во претходната власт на ВМРО ДПМН се одвивала најтемна антибугарска пропаганда и дека значително се влошиле односите меѓу Македонија и Бугарија во тој период. Вашиот коментар околу тоа и во однос на договорот со Бугарија? Предпоставувам, тоа е дел од програмата за која што треба да му слугува и да му се додвори на Зоран Заев, господинот Пендаровски, тој тоа го докажува надневносно, иако вака во нашата комуникација се труди да биде како председател на сите граѓани, но во пракса, онаму каде што е гласен, тој продолжува да му слугува на Зоран Заев. Јас не се сеќавам дека Пендаровски бил дел од претходната влада на ВМРО ДПМН, за да може од прва рака да сведочи. Предпоставувам како опозиционер, тоа е негова перцепција за тогашната актуелна ситуација во државата и навистина не би можел што да додадам, ниту што да одземам на таа изјава, освен да кажам дека тоа е дел од оној фолклор кој што нас како граѓани навистина не засрамува, како што беше онаа изјава кога кажа дека доколку не би бил председател би ја напуштил државата, и сега продолжува да ја кодоши опозицијата, па нека биде тоа и од минатото и навредува надвор од државата, да му слугува на Заев. Мислам дека тоа не оди во насока на процесите на обединување, туку напротив оди во насока на процесите на политичко разединување и втурнување на државата во едно ново политичко, мачно, реално општество во Македонија. Нашиот став, повторен и на телевизија, сум го кажал тоа на дебати, и сега ќе го повторам дека сето она кое што е добро за македонскиот народ, за македонската држава, ќе го поддржиме, ќе го прифатиме и тука нема никаква дилема кај нас. Сето она кое што мислиме дека е штетно, нема да го поддржиме, ќе го аргументираме со наши факти и аргументи. Сум го кажал тоа во неколку дебати на телевизија, во неколку интервјуа, ќе го повторам и сега и ќе го повторувам и во иднина. За прочистување во правосудство. Па продолжува копи-пасте политиката, копи-пейст политиката на СДСМ. Тоа што денеска Зоран Заев лицемерно го говори, практично ние го говоревме уште во месец јуни, кога баравме потекло на имотот на политичарите, на судиите, на обвинителите, но јас ќе ве потсетам на неколку факти кои што се многу значајни кога вие се обраќате лажливо и лицемерно кон јавноста, кон граѓаните, кон македонските граѓани, тоа што треба и да имаме една кратка реминисценција на тоа што се случуваше изминативе речиси 3 години. Со тоа денешно обраќање признава дека практично капитулирала правната држава, но не само он, туку истото тоа го кажа и министерката Десковска, кога кажа дека практично бил урнисан целиот правен систем, бил урнисан уставот, кога се случува оние насилни процеси во парламентот, кога се правеше трговија со правото и законите во државата за да се реализираат политички цели. Тоа денеска го потврдува и Зоран Заев, дека овие 3 години практично они не направиле ништо, освен што успеа конкретно он самиот да се спаси од делото подкуп, каде што македонската јавност гледаше како човекот практично бара подкуп за себе, за сопственото семејство и ја злоупотреби, се разбира, тука и црквата, за да практично испорача услуга кон граѓанин која што му следува по сила на должност, како градоначалник на таа општина. Единственото нешто што го направи е што во случајот се преквалификува обвинението за него и по некое си ново обвинение за затворени врати, без јавност и транспарентност на која што денеска се повикува во ова негово обраќање, се имитуваше целосната снимка за случајот подкуп, јавноста не можеше да биде сведок и да види што се случувало, и така најнаш се пролеа на една солза кога добивме ослободителна пресуда, очигледно за дело кое што е класична корупција и криминал од страна на политичар во државата.
Истовремено се сеќавате на оние негови црвени линии за Катица Јанева, кога велеше не ја даваме Катица Јанева, па потоа ја видовте Катица Јанева, онаа слика со качулката и со лисиците на раце. Потоа велеше моја црвена линија се обвинителите. Во рамките на специјалното јавно обвинителство гледате таму денеска аферата Кеш ја практично згрозува македонската јавност. Луѓето едва и крај со крај врзуваат во месецот, таму летале хонорари со илјадници, би рекол и десетици илјади евра и стотици илјади евра. Безмилосно трошење на парите на граѓаните, но дувло кое што требаше да биде колевка на правото и правдината прераснало во дувло на криминалот. Се подкупувале обвинители, се подкупувале директно или индиректно судии, адвокати, новинари. Тоа било практично класично дувло кое што му служило како алатка за подкуп на Зоран Заев, нормално и креирање на обвиненија, а потоа нели и определени судски одлуки. Се сеќавате на неговата улога како главен реформатор во судството, се сеќавате на оние инструкции кои што ги даваше неговиот адвокат до државниот јавен обвинител и можам вака да ви редам вака цела една пресконференција сето она што се случуваше, а што имаше негативни последици во рамките на правосудниот систем во Македонија, за да денеска онака храбро, лицемерно би рекол, дволично излезе и каже не успеавме овие 3 години, но еве сега готово кога ќе добиеме уште еден мандат, навистина ќе биде секако што треба, без нималку чувство на себе прекор и сите оние кои што биле дел од неговиот тим. Тоа отприлика би бил вака малку подлога верзија, мој коментар на она денесно помалку срамно и лицемерно обраќање на аболираниот Зоран Заев кон македонската јавност. Внимателно ви го предислушав пресото кој поставниот суд и членовите. Ке го замолам прво за конкретен одговор. Дали пратениците на ВМРО ДПМН утре ќе поддржат автентично толкување на законот, тоест членот 11 од законот за помилување? И второ, предпоставувам, знаете дека со преоценување на членот 11 во Уставот, од законот за помилување од страна на Уставот, директно се засегнати, да не речам поранешното раководство на ВМРО, речиси сите најистурени ликови во тој ден во ВМРО. Ве молам првен одговор за дали утре на координацијата ќе има договор и поддршка за автентичното толкување и дали мислите дека обид за спас бара вашиот претходник и луѓето кои беа, да речем, тогаш осомничени, се го обвинети во случаите на расписање? Јас мислам дека не само што е ова директно од кујната на Илинденска број 2 и од СДСМ и од Зоран Заев, туку и сум убеден во тоа. И тоа го кажав и во преку социјалните медиуми, тоа го кажав и вчера на еден јавен настан во Кочани, тоа денеска го кажав и на пресконференцијата. Дали се обидува некој од претходното раководство или како што вие рековте мојот претходник, навистина не знам, ќе треба да ги прашате тие кои што ја отпочна оваа процедура, дали ова ја што го тврдам дека ова е директно од кујната на СДСМ и на Зоран Заев или пак како што вие велите, но едноставно само ќе направам една кратка ретроспектива како се појави веста. Помалку страмежливо шверцерски се појави таа вест на еден портал кој што важи дека е близок до структури во СДСМ, но тие структури не се Зоран Заев. Туку оние кои што предпоставувам во моментот се конкуренција на Зоран Заев, за да потоа другиот ден, откако силно како политичка партија го коментиравме сето тоа, се расшири и во другите медиуми, и на другите портали, и на телевизиите и така натаму. Така што јас не би тврдел дека ова е обид за спас на Никола Груевски, повеќе сум во насока на тоа дека ова е директно замешателство од Илинденска број 2, од СДСМ и диригирано и нарачено лично од Зоран Заев, бидејќи тој е човекот кој што е аболиран политичар во Македонија, актуелен премиер на Македонија. Дали ќе поддржиме? Да, ќе поддржиме се кое што како иницијатива во рамките на парламентот ќе биде понесена во насока на тоа една за секогаш да се стави крај на злоупотребата на механизмот и институтот аболиција. Но истовремено ја користам оваа прилика да ја поддржат иницијативата на ВМРО ДПМН сите пратеници во парламентот да се стави крај на политичката кариера на сите политичари кои што во минатото биле аболирани.
Да, ќе поддржиме. Се што е во насока на овој процес да понатаму не биде пракса, се ќе поддржиме. Не ја условувам, безусловена. Безусловена е поддршка. Па многу ви благодарам тогаш во името на Безусловена е поддршка. наистина бидејќи до сега имаше разлика меѓу тоа што го зборувате и тоа што го правите. Например, цело време велите дека вие сте за правда, а факт е дека преговорите за СЈО и за јавно обвинителство ги влечевте толку долго, очекувајќи да застарат процесите, па после се буневте кога ОЈО ги зема случаите на СЈО. И ден денеска го осудувате тој факт, а самите се свесни, ако тоа не се случише, тие процеси ќе застарија и ќе пропаднеа. Како може во исто време да сте за правда, а во исто време да се залагате тие процеси да пропаднат? Тоа мислам... Ако е само ова прашање, после и второ поставете ми, ама да идеме прашање по прашање да не биде како минатиот пат, ќе ве замолам. Ајде прво да видиме зашто ние се залагавме. Ние велевме вака. Не е примерно Кати Цјанева да биде унапредена во републички јавен обвинител, бидејќи имаме индиции, па би рекол и докази дека е наистина корумпирана. И не може да биде и да биде унапредена од тоа што е сега таму. Тоа беше црвената линија на Зоран Заев. Сведоци беше и македонската јавност, и вие, и сите, дека не била така едноставна работата, дека тоа што сме го говореле било точно, односно била замешана во, еве ќе бидам благ и ќе кажам, бидејќи судскиот процес доправа ќе се развива, вмешана во еден коруптивен скандал. Има индиции за незино замешателство. Така и сега да ја поддржиме, да го поддржиме предлогот за СЈО каде што таа ќе биде републички јавен обвинител, тогаш би биле надвор од нашите принципи и тогаш не би биле за правдата. Но тоа беше црвената линија на СДСМ и Зоран Заев, за да потоа ја видиме истата таа црвена линија во Качулка и во Лисици. И внимавајте, сите, еве јас ви гарантирам, сите кои што денеска му слугуваат на Заев, без разлика во кое ниво, како и што, да ја имаат таа слика пред очи секогаш. Зоран Заев е подготвен секого да го пушти низ вода и да го претвори во таа слика само за себе да се спаси. Секого. Запамтете таа слика и внимателно гледајте. Понатам, велевме, не можеме да поддржиме со закон трансфер на јавните обвинители од кои што се дел од специјалното јавно обвинителство во новото јавно обвинителство. Си има закон каде што Советот на обвинители треба да го одреди составот на обвинители кои што ќе бидат таму. Ќе има конкурс транспарентен, нека се пријават и овие. Но имаме индиции дека има сериозно злоупотреба со хонорари, бесправно исплаќани, без основа и така натаму. Не, тоа е нашата црвена линија. За да денеска, преку аферата Кеш, македонската јавност е сведок дека сме биле во право. Сега повторно ќе се навратам на оно што го зборевте, би биле навистина фанови на неправдата и би биле лицемерни ако го поддржиме, а воено знаеме или имаме индиции дека има тука определени злоупотреби. Тука беше црвената линија. Сето останато горе-доле ние се усогласивме. Персоналните решенија беа. И јас тоа го зборував и на пресконференција. Ајде луѓе за процеси да зборуваме. Ајде да зборуваме ова вие што го зборите. За правда, бескомпромисна битка со корупцијата, без разлика. Христијан, Зоран, еве тргнете од мене. Имав случај пред антикорупцијска, 7 месеци, на 2 дена пред председателските избори, го отворија по допрен глас, откако имаше пресконференција портпаролот на СДСМ. После 7 месеци антикорупцијска ме сослуша, ги слушна фактите и аргументите, ги провери, предпоставам, сите документи и докази и констатираше дека немало ниту корупција, ниту пак имало било каква злоупотреба на службена должност. Ја во меѓувреме го оттугив тој дел, тие 7% собствено со таа компанија која што има концесија за тие 3 мали хидроцентрали. И никому ништо. И никому ништо, ниту извинување, ниту некаква одговорност, никому ништо. Но во ред. Јас се навикнав да живеам со тие слабости на луѓето и ќе продолжам да живеам и понатаму. Предпоставувам во отсуство на факти и аргументи ќе измислуваат. Еве сега повторно имаме докази. Луѓево биле во аферата Кеш заглавени в догуша со криминал. Јас е незаконот колкави додатоци може тие да имаат. Јас е незаконот за специјалното јавно обвинителство. Да што личи она? Не личи на ништо. Не може вие да преговарате едно, а позади завесата да правите друго. Не е коректно, Саша. Повелете. Значи, Повелете. вие цело време критикувате владата дека не прави реформи. Но што е со вашата одговорност во тој дел? Например, медиските реформи Илија Димовски ги кочи 3 години. И исто така и други реформи се кочат со години од ваши представници и во собранието и во комисиите.
Тоа е прво прашање. Второ прашање. Не, да ви одговорам и на тоа. Да идеме прашање по прашање, за да биде појасно за ако сакате. Ако сакате и повеќе поставите. Па еве сега ја користам оваа прилика. Видете, не е точно дека Илија Димовски ги кочи реформите во медиумите. Претпоставувам, мислите на новиот состав на програмскиот совет на македонската телевизија и новиот состав на Агенцијата за електронски комуникации. Но еве, нема да навлегувам во интеркоалицијска кавга во владата. Ова прашање поставете го и на ДУИ и на СДСМ и ќе ви дадат одговор дали на вистина Илија Димовски кочи или па нешто друго е во прашање. Јас сепак мислам дека е нешто друго во прашање, проверете оваа информација, ве молам. Инаку еве нема проблем, доколку они се договорат, ајде до пред избори да ги одбереме тие совети, составот на Агенцијата за електронски комуникации и понатаму да се тера процес. Но мислам дека не е баш така едноставно. И последно прашање се извинувам до колегите. Значи, исто така забележливо е дека секогаш кога судиите ќе направат грешка, кога ќе застари некој случај, кога ќе избега некој, секогаш ја критикувате владата, никогаш не ги критикувате судиите. А напротив, кога ќе се направи грешка која што вас ви оди на штета, тогаш критикувате и суди, и обвинители, и Заев, и све до седмо колено. Кога ќе се направи грешка што вас ви одговара, кога некој ваш член ќе избега од државата, ќе му застари дело, тогаш некако сте многу молчаливи за тие суди. Зошто едноставно не го поддржите Заев од аспект на ветинг? Навистина целата јавност и ВМРО-вци и СДСМ-овци мисла дека судиите се расипани, подкупливи, дека има многу кај нив што не се работата, тоа го знаат и мало и големо и СДСМ-овци и секакви. Зошто не застанете на страната на јавноста? Зошто тука сте инатите? Еве ќе ви одговорам и на тоа прашање. Велите зошто не го поддржуваме Заев. Се сеќавате кога се случи случајот со Никола Груевски, кога избега и така натаму, вие се сеќавате, тогаш излезе Зоран Заев и рече јас до нова година, до декември ќе го вратам во Македонија. Еве, дојде декември другата година, тоа не се случи. Вели нема одговорност кај министерот за внатрешни работи. Ајде да нема. На прашање како се случи ова, па вика во ГПЕК избега. За да неколку месеци потоа, на истото прашање како се случи тоа, истиот тој Зоран Заев, не Христијан Мицкоски, не Саше, не било кој, истиот тој Зоран Заев рече, па тој беше слободен граѓанин, можеше што сака да прави. Сега чекате, кого да го поддржиме? Овој што пред неколку месеци ни вика дека избегал во ГПЕК, швейцарски, или овој истиот што вели дека слободен граѓанин бил и можел да прави што сака? Тоа е оној проблем. Тоа е сега во ГПЕК избегал или е слободен граѓанин па што сака може да прави? Како е? Што е? Таков човек не можам да поддржам, ниту некогаш ќе поддржувам таков човек кој што преку ноќ си ги менува ставоите, преку ноќ ја менува вистината собствена. И едната и другата е лага. Ама таа е за него собствена вистина денес, утре е негова собствена вистина друга. Апсолутно поддржувам секаква реформа, а најдобрата реформа која што ќе слушне македонската јавност ќе биде дел од идната програма на ВМРО да помене. Еве ве повикувам јавно да застанете и да ја поддржите, ќе ја слушнете и во детали сум подготвен да ви ја презентирам не само на вас, конкретно на сите новинари. Поддржете ја идната програма на ВМРО ДПМН за независно судство и независно обвинителство. Да не ни се случуваат избори во Републички судски совет со иницијали ЛГ, која што е сопруга на првиот другар на ЗЗ. Тоа не поддржувам и не можам тоа да поддржувам и никогаш нема да поддржувам. Еве јас ви ветувам дека таа програма која што ќе извади ВМРО ДПМН, поддржете ја дека ќе биде програма која што ќе обезбеди независно судство и обвинителство. Еве ве повикувам сите. А јас лично сум подготвен да одговарам на сите прашања поврзани со таа програма. Благодарам.